Дами и господа, добре дојдовте во новото издание на Никој како. Убаво попладне ви посакуваат вашите домакини Катерина Тодорска-Спасик и Ненад Ѓургиевски. Ете си, Нено. Така е. Добар ден. И добре дојдовте во нова ТВ дружба, се разбира во Никој како и секој работен ден, така и денеска. Која сме? Ајде, ге честито! Емисија. Па браво за нас. Като постаревме се, вака млад, кога се гледам на шпицата, викам, леле, колку време помина. Помина и килограмите си дојдоа. А и бушави станавме, се по бушави. Ја имам помалку од таму. Шо имаш? Килограм. Од таму имаш помалку сега? Да, во најавната. Ама имаш поише коса. Поише коса имам, да. И ја имам поише коса, а килограми? Исто, кажи исто. Како беше тоа? Подрави, јесам. Добро, ќе поемо ова вечер, се разбира, имаме кумановци во студио, млади, надежи, секогаш сакаме да даваме шанса, да ги малку афирмираме и да им дадеме време телевизиско, за да ни покажат што знаат и умеат и да им посакаме успешна кариера, затоа што нормално дека естрадата зависи од младите. Така. А естрадава ни е страдна, така што добре дојдовте во естрадата. Добре ве најдовме. Како? Значи, Никој како? Ајде като? Драгана Јовановска и Филип Александровски. Директно од Куманово. Директно. Со две коли дошли. Викам, Ај, зашо не дојдовте Вие се седнато? знаете од претходно? Се знаеме, да. Па што не ве собираше во една кола, како да е? Имаме други планови после емисијава и затоа си дојдовме. врзавте. Разни планови, сега таа на една страна, на друга страна. Јасно. Ви Добро. благодариме на најавата, многу интересни бува најава ни направивте пред се. Фала ти што дојдовте. Од срце тоа е затоа што навистина и Ката ќе сподели да не се повторуваме, сакаме кога нели промовираме нешто младо и нешто добро. А вие сте одлични и имате супер песни и верувам дека ќе стигне до што поголема публика. Така ли? Благодариме. Целта како е сега? Како се плановите? Вие генерација Z, како се тоа ќе се пушта по социјални мрежи? Стратегија се правили? Че кореографии се прават ли? На кој начин ќе стигнете до нели вашава генерација? Пред се. Нормално дека имаме стратегии, нели, да бидеме што позастапени по социјалните мрежи и гледаме да пуштиме на се што е можно и што може повеќе да се прошири тоа, нели, да достигне поголема публика, но да биде од сите возрасти. Добро, како ти оди? Одлично. Да? Сега одлично, баш супер и баш сум задоволен. Добре. Зашто Дима го избра од сите? Само да појасниме за кој Диме, Димитар како е, Андоновски, ета ќе ни така за кажеш. гледачите. Димитар Андоновски, првин сакам да кажам дека до соработката дојде преку мојот драг пријател и колега Огнен Здравковски, кој сакам да го поздравам во оваа прилика. Голем поздрав, Оги. Поздрав, Оги. И до мајка му Совче. И до мајка му Совче. Кој што ни беа пред нека емисија. Така. И така преку него дојав до соработката со Диме. Пред се ни се споја енергиите, со Диме некако таа иста енергија. Веднаш ти тргна и муабетот и се беше и ми погоди и стилски и така да ќе продолжам да работам со него. Идејата за стилот, пеењето, начинот на интерпретација твој или сепак Или се на Диме? консултираше со Диме? Па стилот си е мој стил, нели, на пеење и така се консултиравме со Диме како да дојде и уште кога прв пат тој ми го пушти демото на Заблуда. Јас бев воодушевен од првите ноти кога ги слушав, значи реков тоа е тоа, брат. Ај малку нотиве да ги слушнеме. нотива. Кога веќе ја спомнавме, спот. нели, спотот да го видиме, првенче. Ова ти е прва официјална песна, прва. Прва официјална. И зошто дури сега? И зошто на ваков начин, малку ајде некоја приказна кажи. Па, мислам дека е таман време, бидејќи сум млад и мислам дека сум почнат токму на време. Аха. Обично дебитантите ги сакаат фестивалите, што е случај нели со дамата тука Драгана, но и ќе зборуваме и за тоа. Затоа те прашав зошто баш сега, зошто на ваков начин, во таа смисла. На фестивали би не учествувал?
би учествувал, но понатаму би спремал песна токму за некој фестивал, нели, да биде наменета, но сега сакав, нели, оваа песна да биде така како синглови, бидејќи планирам, имам во план само како синглови, можеби ќе направам албум, али тоа ќе биде една по една песна да излегува, нели, да не Добро, биде. денешно дигитално време, албумот, нели, веќе ја изгуби таа форма и смисла. Сингл со Тоа беше сингл, порано. сите платформи и така натаму. Ајде да чуеме малку, Ајде ајде да да видиме чуеме. што сте сработиле. Ете така, заблудата на Филип, така ли? Коментарите како се стигнуваат? Пред колку време го издаде спот? На 7 мај беше издаден спотот, имаше Скоро месец одлични, дена. да, скоро месец дена, имаше одлични реакции, позитивни реакции од сите блиски и тие што не ме познаваат, исто така, многу позитивни реакции во главно. Да, и различен начин на интерпретација, и тоа се двои од Така е, нели од другите. другите. Малку поразличен, малку. Така е, но убаво е да бидеш нели различен, да се издвоиш за да те заприметат во Во купот, ова време. како викаме во ова денешно време. Ќе им даваме малку да вклучиме, па после имам уште милион прашања. Чекај малце сега. Прво, трите како се вика Одиси Драгана, овој спотов на Кумановски, како би бил во превод? Па пошто Филип преска кажа, нека го кажа. Каже Филип како е спотов на Драгана на Уја? Фаќај пут под ноги. И бегај. Паќе пут под ноге. Да. Без Куманов се ништо не бива. Ништо. Сугне Нема да има смеја. Знаеш што, само не знам вие дали се смеете толку на шегите своји кога сте во Куманово или тоа само Ние сме многу позитивен народ, се смееме на се. на се? На се се Браво смееме за вас. буквално. Браво за вас. Драгана, како викаш ти до сега 4 професионални Па песни? не, кажав 4 поозбилни, и а останатите овие ми другите се детски. детски. И останатите ми за детски. Што значи детски? Значи Ајде малку. од одамна пееш? Па, јас пеам од многу одамна, од мојата 8 година. Бев прво на Златно Славече, па потоа на Пинкови звездички и имам доста настапи како помала и на Дајте музика, исто имам мои песнички неколку. И затоа, ето, си ја делам Си ја така... делиш кариерата. Малце, не ја делам, си ја Да. сакам цела моја досегашна кариера, но ето имам 4 поозбилни така песни, каде што влегувам во повозрасниот, да кажам, свет, да, а предходните ми се за помалите. мојата најсладка публика, за малечките. Така е. Да. А претходно работеше со Предходните 3 песни, Камиказа, Случајно и Гламур ми се со Иле Спасев, а Одиси, песната која денес нели ја промовираме, ми е соработка со Иван Јованов и Вајо, да го поздравам со оваа прилика. И искрено оваа соработка многу ме радува затоа што добивме еден цел пакет и јас сум презадоволна. Исто така се согласија и Гордан го правеше спотот и Верица Божиновска, жена му, беше сценарист и мислам дека сите толку многу се вложија да направиме еден цел пакет и се надевам дека публиката тоа ќе го препознае и ќе си дадат и таа свој печат. Ај малку од Ајде. пакетов да видиме и ние. па- Одиси на македонски, а на кумановски знаеме како. Фаќај пут. Фаќај пут под ноге, ајде. Ајде малку да ја чуеме и видиме. Само ќе ја слушаме? Не знам. Ми кажат од режија? А спотот? Само аудио. Па добро. Ох, мори мајко. Добро на социјалните медиуми и Така на е. YouTube На можете мојот да ја YouTube најдете. канал можете да ја погледнете Така е. цела. Како оставете во позадина малку да чуеме, се надам нема да ни ја кврцне Не. YouTube, не си ја... Добро. Емисијата да не ни ја кврцне. Добро. Како и да е, оние кои што ја гледат емисијата, сега е веќе дигитално време, можат одма да цирнат и нормално да ги изгледаат во целост и да ги слушнат вашите нови песни.
И Вајо си има и своји начини, нели, на работа и свој стил. Верувам ти се допаѓа и убаво проаѓа, нели, и кај новата генерација, кај младите, така. Така што сакаш да експериментираш со тимови и екипи со кои што би соработувала, да бидеш различна од песна на песна, или сакаш да се пронајдеш себе си во она што тебе највише ти лежи, па да речеме сите некако да звучат препознатливо? Како ти е план? Нормално, јас како артист мислам дека во секоја песна оставам свој печат. Кога сме кај менување со соработници, јас лично не сакам да експериментирам. Да менуваш често. Да, и да менувам често. Еве сега соработувам со Иван и би сакала да ја продолжам соработката, затоа што се пронајдовме меѓусебно, се разбираме. Мислам дека за секоја понатамошна соработка се повеќе и повеќе ќе се разбираме. И се надам дека ќе правиме и уште поуспешни проекти, така да за сега би сакала да остане соработката со Иван, но нормално би сакала затоа што сум млада, имам уште многу пред мене, нормално дека сакам да пробам и со други продукции. Во меѓувреме, посебно кај младите, се планира нешто? Па, моментално не планирам, но доколку излезе нешто, ете така, спонтано, зошто да не? Јас секогаш сум расположена за било каков вид соработка и баш би ми било мило доколку се случи некој дует, затоа што тоа, например, на мене многу ми е интересно затоа што два гласа се спојуваат, две различни публики се спојуваат, така да се надевам дека ќе се случи во скоро време. Филип, со кого би планирал? Со кого би сакал дует да снимаш? Ајде. Не знам, немам некој... Знаеш како вика, тоа што ќе си посакаш, што ќе се оствари. Може би, никогаш не се знае. Еде така, на каде влечеш со размислувањето, во кој стил? Немам замислено со кога би снимал дует, но би имал желба, нели, да... Например, Драгана би можела Пајак, тој стил, таа публика. Тебе не знам дали кај народњаци да те сместам или кај поп. Па нешто меѓу. Меѓу така. Така. Во средина. Значи во 8%, така. Толку така. Добро, битно е да има идеја, па другото е. Спомнам, учествуваше како дете на Пинкове звездички. Убаво е, нели, како одскочна даска, што викаме, нели, за кариерата, сите тие надпревари, како ништо друго те има, присутен си во медиумите. Не се гледате себе си на еден таков музички надпревар? Па, кој прво да почне? Сте дебютанти, нели се уште? Ајде, кажи. Јас лично, затоа што, сум... Прашањето е дали се гледам пак во некој надпреварување? Да, за овие поврасни, Јас не. Затоа што како дете мислам дека стекнав многу големо искуство. Сепак искуство, така ли? Да, преголемо искуство е и како да се однесуваш на сцена и со камери и да знаеш како да застанеш и со интерпретација многу голем плюс е едно такво надпреварување кое на мала возраст си учествувал во него, но сега јас би се посветила повеќе на создавање на своја музика, а нормално тоа е многу добар маркетинг доколку се пријавиш на некое такво шоу, но јас мислам дека моментално нема некое шоу кое мене ме привлекува за да се пријавам. Сега Филип може да има друго мислење. Филип, ќе видиме. Ајде, Филип. Јас бев оваа година учествував на аудиција, значи за грант. И имаше многу добри реакции од жирито, нели, од директорот на грант што е. Исто така ме објавија на нивниот портал Моќен глас во Скопје. Значи си бил впечатлив, добро? Да, сум им оставил некој впечаток поголем и планирам, нели, од септември да бидам дел од тоа. Да бидам дел од тоа шоу, нели? Значи, вака случајно преднајава направивме? Случајно, да. Да, добро. Бидејќи добар маркетинг, добра реклама, ќе те... И добро искуство, Добро искуство, да, пред камера, да знаеш, нели, како да застанеш, бидејќи тоа... Некој ќе се роди со тоа, некој ќе мора тоа да го научи, да го помине, нели, да биде пред камери нон-стоп. Да биде како искуство, се искуство во животот. Така е, секако се сложуваме. Така е. Ние гледаш како искусна емисија, ја тераме 150 емисија. Не е малку. Ке пееме прво или ке одиме? Ајде може да пееме, ајде. Кој прв? Километри ке ги слушаме? Или километри или... Ајде, Филип, давам предност. Јас се може. Земи микрофон, сега километри да испееме и да уживаме малку. Може, режија, пуштајте.
Километри. Ето така. А ние ќе таласаме. Искуство. Kilometri odam daleko od sebe, kilometri brojam daleko od tebe, daleko od doma, daleko od sve što imam, sve što imam. Najdo fotografija od crno-belo, a na neja nije sme zajedno nadeno. Ne gledam sreća, ne gledam sve što imam, sve što imam. Mi fali tvoj miris, na jorgovan mi fali, fali tvoj miris, mene duša da mi jali. Mi fali za velik den jes da si dojdan, mi fali da sum doma, mi fali tvoj miris, na jorgovan mi fali, fali tvoj miris, mene duša da mi gali. Mi fali za velik den jas da si dojdan, mi fali da sum doma. Како те однесе мелодијава на оро? На оро, тој да, да. Браво. Како тожно мало. Добро. Ето се распеавме. Не, нека ми влече уште една песна. Ама ај после, ај после. Ај одиме сега да... Одиме со некој од овие нашиве. Од овие нашиве. Да ве запознаеме во едно вака поинакво светло. Од овие нашиве прашам. Ајде. Вака вика. Со каква работа би се занимавале? Јас би била глумица. Добро. Филип? И јас би бил глумец, бидејќи многу добро знам да го. О, глумци ни заедни. Сега вака, второто прашање е глумец во филм, серија, турска серија. Шпанска серија. Чекај, шпанска Не, серија. турска, не. Балканска серија. Не, Каква не. серија? Јас во филм би глумела. Па во филм, нормално бе, Драгана. Јас мислам филм или балканска серија, дефинитивно. Вау, ке Може Драга да се било промовира прилично. на Балкан од балканска Иди ти серија. во турска серија ќе проđеш како плав таков, како не е одма различен. Само немам брада, ама може да ќе биде до година. Ке ти никне брадата младци. Добро. Ајде. Вика, што не ви се допаѓа во вашиот физички изглед? Од генерација Z ништо не им се допаѓа кога Ништо ни секогаш се да, многу се такви. После више носочки, почна да им се допаѓа. ушите, Да. Вие си имате, си наоѓате замерки? А јас си наоѓам мани некои, ама сум задоволна со мојот физички изглед. Браво, бе, Драгана. Филип? Јас сум задоволен од мојот физички изглед и сега го подобрувам, одам во теретана, али почнам мако завушавам. Работиш на физички изглед. Работам. Радимо на случај. Да. Одиш ти, Драгана? Да. Држиш диети некој нешто? Диети Диета, не, диети не Кај знам, држам. може диетата е ваква, па ти препорача. Но внимавам на исхрана колку можам, затоа што и јас вежбам во теретана. Во мојот случај не е да ослабнам, туку јас сакам да покачам килажата. Тоа ми е мене проблем. Тука сакаш да кажеш јас треба да Ние ослабнам. не знаеме, да, многу ритки Па се. не, јас за мој случај зборам. Што му рече? Што ви рече? Не, вика не ми е целта, вика да ослабнам, поно сака да каже дека сум малце или не. Не. Добро. Јас за мене се зборам. Ово си кажа Да за се себе. поправи, има и луѓе кои што... Така е, кои што не може да се поправи. Има, еве јас. Си. Секогаш проблем. Една грицка ќе пробам. Ке се Три дена ќе се кам. Абе, нено. Ајде, Ајде, ти тегна нешто? Да. Ајде. вика, со каков талент би сакале да имате, Аха, а да немате. не е поврзан со музиката? А немате. Па, Па ти не знам, јас би сакала, например, да знам другиот што мисли за мене. Да имам некоја таква моќ. Не е талент тоа, супер моќ е тоа. Може. Да, тоа више. Филип?
Јас не би сакал да знам. Видовита. Да, видовита. Вања се. Видовита Драгана. Да, видовита Драгана. Јавете се одма да ви види. 0500. Добро. Извини, Филип. Ти не сакаш да читаш Онда не ги читам. Не би сакал, значи не би го сакал тој талент, таа може. А зошто Филип не кажеш? Бог знае што мислата? Лошо би било дефинитивно. Ако Лошо? размислиш, нели, да Што знаеш мислат секој другите? што ти мисли, никој не ти мисли. Добро во А денеска во време, да, ќе побудалиш. Каков талент ти би сакал да имаш? На вистина не знам, не сум размислил. Да се телепортираш. Да се телепорти, да. Каде би се телепортираш? Бидејќи секогаш доцнам за нешто, еве денеска сум на време, јас секогаш Дека ќе си со доцнам смена. дали ќе доцнам 15 минути или повеќе или можам да се успиеме, се исто и тоа ми се случува. Да, за на фризер во 2 Зна попладне, Филип, попладне се можам да успиваш. се успиам. Дремка. Каква генерација. Тоа никако Ама не дремка, сме да се случува дремка. сега. Колегата ќе направи илузија дека јас доцнам, бидејќи јас му кажам пример во 8 таму да се најдеме и тој ќе биде во 20 до 8 таму и сега јас идам 8 и 5-10 и сега тоа е како некој Драма. Виш дека него касниш 30 дека јас минути. доцнам, а ствари сум На време. на време, да. Фактички. Да. Каде би сакале да живеете? Во Куманово? Јас би се преселила во Белград, на пример. Вау, гледаш како. Не сакам да се селам, тука би Добра. останала Куманово Скопје релација, но ако треба да бирам во Белград би живеела. Да. Добро. Јас би се останал Куманово, бидејќи пример Драгана Белград, тоа ми е многу гужва. Јас не можам така да излезам, да треба да нешто да земам И да се и да ме фати гужва и јас са типол да возам на некое место што би стигнал нормално за 10 минути. Добро. Не би го сакал тоа. Добро. Добро, ајде да ни кажете ТВ лик. Значи под ТВ лик е лик што се појавува на телевизија, не мора да е водител, може да е пејач, може да е може дел да е серија, актер, да. така натаму, актерка и така натаму, кој што вас ви е омилен. Или па ја сте била љубени Никогаш. и негде. Може од серија странска, Томашна, не знам. Имаше една многу убава девојка на филм, само не се сеќавам името на филмот, али Аха. стварно Девојката беше врв. врв. Готово. Ете ни кажа Во како. не ја знаеме како се јава прв. Серијата не ја знае, важно девојката врв, а му си кажа. Добро, да. Он ќе ми верува. Така е. Не ме Готово, веруваме. значи она беше... Драгана, ти тикна ли? Јас мене не ми текна, не знам. Од српски бе Милош Биковиќ е супер. Па е, Привлечен, се држи у форма, иако е Добар во избор. постари години. Добар, се држи у Ако се форма. млади, ако Милош се држи, Ја и ти, ја добре. и ти се држи, Се ние се држиме држиме. многу. Супер, Се супер. држиме. Во ваши очи како се добри Супер. Држиме. за годините. Се држиме. Држиме, добро. Ах, Добро. леле. Вика, сте јадели некогаш нешто, а не сте знаеле што е, или нешто чудно да споделите? Некојаш на некое патување или некаде да сте пробале? Јас сум јадал многу чудна храна во Египет. Добро. Сите пред да идам во Египет, сите ми велеа дека храната е ужас, ќе те боли глава, ќе тоа нема да ти одговара, нешто оно, јас мислам дека немам таков проблем да можам, мислам, се Сакаш јадам зачината храна? главно. Да, можам да јадам зачината храна. Не ми смета, нели, имам пробано доста различни, нели, специјалитети, но не сакам многу тие нивите, нели, тие египтјански, тие такви работи, не сакам да пробам, бидејќи сакам тоа, нели, што ми е пробано, нели, што би кажале, вози си по царскиот пат и да не идеме на едно многу лево десно, ќе се изгубиме. Добро, благата им се многу добри, така да... Благичко. Благичко. Благаријата. Благарија. Добро, Драгана? Јас многу сум пробирлива кога е храна во прашање, така да јас Се јадам... гледа, Драгана. Се гледа скроз, нека си премине. Така да јас јадам се мене што ми е познато. И пред да јадам нешто, јас мора да мириснам, да видам како мириса, тогаш после ќе јадам. Оф, леле. Добро. Оф, леле. Тоа е А тоа. се расправате на јавно место? Не мислам да се на тоа. Например, некој ти изнервира во собраке, ќе му кажеш нешто? Па, да
Директно на него не, можеби јас во себе ќе се изнервирам, нели, бидејќи тој можеби не постапил правилно. Но да Кумановец да не каже ништо сочно. Не, тоа не можам да поверувам. И си Не, кажеш сега себе. ќе бидеме фини на. Тоа ми е работа. Затоа мене Драгана, ти во чудно. продавница знаеш да се изнервираш и да Не, кажеш? јас не се нервирам. Или ако се нервирам, не Не го покажуваш. искажувам. И добро, тоа, идеш но- на фризер, ти утиња бојата, ти ја крати косата и шуке, фала ти, па се видиме Не, следниот. па еднаш ми се случи така малце да ме промаш. И? Ама, па ништо не кажа. Си отиде дома и Си плачеше отидов- дома. Женска работа. Ми се случило и мене, не се секирај. На И да не секој кажеш барем. ништо. Нема шанси, нема. Не се расправам. Озбилно, многу ми е срам. Си отишол време, некој изгубил сат. Што не сме се разбрале Јас во тогаш почеток. немав време да реагирам. Немаше време. Нема Не, време. кога имам Од време шок. не реагирам. Од шок. Не, после ќе имав дојдам дома и ќе сликање. Јас плачам. после тоа одма отидов на сликање и викам, ајде, ќе видиме Што да од утре правим? што ќе правим. Ќе плачам утре, како беше во днеса ми ујуро. Ајде сега да погодуваме. Доволно имаме. добро, ајде, имаме можам. и следна игра. Значи, така да дали ги смисливте личностите за другиот? Смислев. Ај, баш ме Готово. интересира Филип, што ќе смисли? напишете. Мислам. Значи, ќе криеш како Добро, во школа, Драгана, ако знаеш? прво смислила, нека пишува на Филипу, дај му уште некоја минутка Ајде, да смисли. ајде да ја. Чекај да му дали Па нема да знаеш, чекај, Не гледај. пишат со тоа појасно. Добро, тоа нека Не пишува. гледај, чекај јас да Не гледај, изгасам. исклучи тамо да не гледаат Превју, шо како. така. Ајде. Ајде, кој сум јас? Субител. Добро. Крени, подкрени. Де, Не, Филип, не гледај ти. Виде? Добро. Стави на Ајде. Филип да не гледа. Па Дојди. ќе си фата после. Ајде, Ајде. Мести. Колеги. помогни ми Помирите. пошто падна. Ајде. Стави. Добро. Добар си. Убаво стави. Стои. Добра. Супер. Ајде са ти. Намести убаво. Да позади убаво, Филип. Ќе ти падне, бе. Нема да падне, нема. Нема да падне. Нема да падне. Добро. Ајде да сега. падне. Се нам... Не гледај, Драгана. Ајде. Може било кој. Може било Може. кој општо познат, можеш Нешто актерски полесно, артиста, да пејачка, Нешто погоди. полесно вика Драгана. Глумец, глумица. Добро. Може ли? Нека шиба. Нека. Ајде. Драгана? Може? Ајде, може. Добро. Малку ќе се свртите некај На кај камерите чисто. камера, чисто да Само да не видиме. ми падне. Па не се Па нема, надевам. мрдаме многу, ајде. Ајде. Значи со да и со не е помошта. А ако некаде загусти, ќе се Ќе вклучиме помагаме ние како сите. бонус. Повикај пријател, повикај водител. Добро. Ајде. Ајде. Свртете се еден кон друг и почнувајте со прашања. Ви кажавме како. Добра си, Драгана. Можете проедниот ако сакате, можете напоредно, ако сакате. ете сега да не заглавиме, да не ви... Дали сум машко? Не си машко. Женско сум. Да. Дали имам кафе на коса? Да. Дали сум... Дали сум машко или женско? Мислам, Само да дали или сум- не? Дали сум машко? Не. Добро, женско. Добро, ајде. Кој како му даде, прашувајте си. Дали имам црна коса? Имаш. Да. Дали носам наочари? Не знам, мислам дека не. Не. Дали јас сум пејачка? Да. Дали сум висока? Не сум сигурен. Телевизија лаже. Лаже телевизија. Добро. Дали сум од Македонија? Да. Дали сум јас сум? Не. Не. Дали редовно вадам песни? Да. Поредовно време. Ами, Дали сум пејач? Не знам дали прашав. да. Пејачка, нели, Пејачка, пошто ма, женско. женско си. Да, женско. Ово е малце тешко. Вика, на телевизија не изгледа. Значи, пејачка со црна коса. Од Македонија. Од Македонија. Ти си? Твоето е лесно. Што заклучивме кај тебе? Ти си? Дека сум пејачка, дека сум кафена. Кафена дека од, вадам не си од од Македонија, Србија. од Да, Србија. така е. Од Србија. И Дали ва- сум, дали и сум вади. популарна моментално кај младите? Да. 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 Кафена сум. Са не се фаќај за кафена. Не баш кафе, има никогаш и... Пејачки менјаат боја. Теодора Джеферовиќ, дали? Не. Што да прашам? Толку прашање има. Ајде, пејачка Прашање од каква Македонија. музика? Каква Концерти. музика, каква музика правам?
Па нели се да или не? Па ајде помогни. Каква музика, па... За тресење. За играње. Театар и Евровизија. Ја ќе погодили. За тресење. За тресење. Оклем. Си спотефили. Македонија, стварно не знам. Ајде сега, ајде. Ова не е Праша, Много ајде. познати. Значи мораш да знаеш. многу популарна, една од најдобрите. Ајде. Не е млада, толку млада, не е ни од оние тен повозрастните. Жива. Ова Дали од Струмица? не. Каква музика? Ова. Каква музика? Значи има многу стари песни кои се пеат и ден Поп, денес, поп. поп песни. Концерти прави се Многу имаше позната. минатата година. Популарна е на цел Балкан. И во Србија е популарна. И во Хрватска, и во Босна Македонија. концерти прави. Црвена коса. Кој пее добро? Така, блокираш. Ајде, прашаме ти што друго пее? Ево ја ќе ти кажам. Што пое друго? Опера пее друго. Има тоа завршено. Не може погода. Ајде, какви Види какви су научаре. Асоцирај. Какви су научаре? Име. Црно и бело. Црно-бело, кој пее? Евровизија беше. Ајде. Леле име. К. К. Не е Каролина. Ка. Филип. Не може да блокира. Готово се блокираше. Калиопи. Филипе! Па црно и бело. Црно и бело, све ти помогнавме. Добро, но на телевизија е различно, така да од дома сите знаеме. Дефинитивно не е лесно. Така е. А сега друга македонска пејачка ќе пееме. Тажна љубов, среќна песна. Така е. Во изведба на Драгана. Ајде, Драгана, пуштајте режија. Пуштете. Си го имам и текстот на ова. Да. Чекай да се појави. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еден ден ке ме молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам. Еј, колку песни сум отпеала, а баш сите мои стихови, сите биле љубовни, полни со депресија и тага, и една лага голема, и тогаш нека чујат сите што ги боли болката што нема име. Тажна љубов, среќна песна, еве ти слушни ја. Еден ден ке молиш, ке ме сонуваш, баш тој ден ке ме сакаш и прогонуваш. Ти и јас, такво нешто не се случило, а кај си и што си, со кого не сакам да знам, не сакам да знам. А на Кумановски не сакам да знам. Нејку да знам. Нејку. Одиме А на на Кумановски реклами? реклами. Маркетинг. Ај сега ќе да? по рекламите. Се гаѓав. Ау!
за топчиња. Така се вика на Кумановски, Филип. Гаѓа? Гаѓав. Да. Ќе играат кошарка на глава, да видиме кој како. Имаме минутка време. Добри сте, шо да Ајде, 303, ви поделивме по 3 топчиња. Драгана, имаш предност, мести како сакаш кошарка, ти се намести. 1, 2, 3. Добро, ајде, да видиме. Оба, 1, оба 2, оба 3. Драгана, браво. Дечки, фала ви многу. Многу успеси, убави кариери. Филип. Да ни доаѓате пак и да се гледаме. Така, ново нешто и Бојрум, тука пак сме. И вас ви благодарам многу на преубавата атмосфера. Супер, фала. Поздравете во Кумано. Од оваа атмосфера овде. Пренесете таму. Чао. Се гледаме утре. Утре повторно, 17:35. Чао, чао.